утро, добри луѓе, време е за нашата неделна утринска емисија. Недела, ден кој што е измислен и постои само и единствено од една причина. Таа причина се вика одмор. И тоа вистински одмор, што значи не да зујат цел ден правосмухалките, не да се коваат шајки од рано и зутрине да се будат комшиите, единствено нешто што е дозволено во недела е да се прошета, да се прочита некоја книга и секако и тоа како е дозволено и препорачливо дури да се гледа телевизија. Затоа сме и ние тука ова утро со вас, а денес е инаку 5 февруари, кој што во светот се одбележува како светски ден на побезбеден интернет. За тоа како да се заштитите себе си, а секако и вашите деца од сите оние опасности кои што демнеат во интернет просторот, разговаравме со Бојан Кордалов, кој што инаку е специјалист за односи со јавност и за нови медиуми. Освен тоа, веќе нели вие споменав книгата, дека е препорачливо овој денес да се чита, затоа отпојдовме до книжарница 3 со цел да ви го пренесеме целиот оној процес како се издава една книга. Разговаравме со сите луѓе кои што се инволвирани во тој сложен процес од идеја, од сама замисла па се до реализација, односно што се вели до готова книга или пак со прости зборови кажано, како од еден обичен лист хартија се создава вистинско ремојк дело. А гостин овде во студиото ќе не биде единствениот доктор Митов. Неговите совети се секогаш и тоа како добре дојдени, а денес ќе зборуваме како на здрав начин и како правилно да ги изгубиме вишокот килограми. Не е едноставно тоа, но секако не е ни невозможно. А како да ја започнеме оваа емисија, освен со човекот кој што не само што го одбележа овој викенд, туку што ја одбележа и целата наша историја. За самиот почеток на емисијата да се потсетиме кој е Гоце Делчев, зошто е толку голем, зошто е толку значаен за нас, зошто е толку значаен за македонската историја, а секако и за македонската иднина. Во националната меморија на македонскиот народ, кукушанецот Ѓорги Николов Делчев, или познат како Гоце Делчев, останува запаметен како еден од најголемите македонски национални херои, кој го трасираше патот кон македонската државност и самобитност. Уште додека бил жив, народот го овековечил како апостолот и срцето на револуционерна Македонија, но кој навистина е Гоце Делчев? За идеолошките погледи на великанот Делчев постојат повеќе видувања на еминентни универзитетски професори и историчари. Македонскиот историчар, професор доктор Димитар Димески, истакнува дека Гоце бил голем противник на расчекорот помеѓу зборовите и делата, а неговиот идеал бил слободна и независна Македонија со широки права за сиромашното население. Гоце како типичен револуционерен и народен трибјун проповедал дека моралната револуција, револуцијата на умот, срцето и душата на еден робски народ е најголема задача, или револуционерот се издигнува во свеста на народот преку своите дела. Тој бил радикален приврзаник на револуционерната страна на концептирањето на историската иницијатива на масите. Затоа и велел, во еволуцијата на животот, преку револуционерни средства се добива слобода на народите. Како апостол на македонското револуционерно движење, заедно со Ѓорче Петров, имал голема заслуга за придобивање помагачи и сојузници на македонското движење во лицето на прогресивните личности и струи надвор од Македонија, а особено во Бугарија. Тоа биле главно слободоумни луѓе што се увериле во праведноста на борбата за ослободување на Македонија. Гоце настојувал за проширување на базата на македонското национално ослободително движење преку барање внатрешни сојузници за македонското ослободително движење. Гоце е еден од главните протагонисти на идејата за активно вклучување на селото во македонското ослободително движење. Со тоа, не само што е проширена базата на движењето и овозможено неговно масовизирање, па и видливо демократизирање, туку е создаден и главниот предуслов за создавање и екзистирање на воената сила на движењето, односно Четничкиот институт на МРО, чиј родоначалник бил токму Гоце.
Гоце Делчев го ангажирал и Атанас Раздолов, македонски револуционер и писател, да печати брошури со револуционерна содржина. Во книшката Баба Ѓурѓа и проза во стихови изнел сцени од современиот македонски живот и потцртал дека само со борба македонските поробени маси ќе ја извојуваат својата слобода. Според спомените на неговите современици, Гоце Делчев бил човек што ги пленел луѓето со својата преданост, добрина, искреност и срдечност. Секогаш почнува прв со разговорот, а ти го гледаш и се влюбуваш во гласот. И гласот те допира право во душата, во најнежните струни. Те прашува како си, со една блискост, со едно сочувство, што те тера да веруваш дека тој веќе се ти видел во душата и се возбудува заедно и еднакво со тебе. Ќе напише Климент Шапкарев во спомените. Војводата Михаил Герџиков, верен другар и долгогодишен соборец на Гоце, запишал дека никогаш не го видел својот другар толку тажен и загрижен, како дента кога заминал за Македонија, во обид да го спречи предвременото кревање на Илинденското востание. Гоце Делчев бил убиен во селото Баница на 4 мај 1903 година, а имал само 31 година. И уште еднаш да подсетиме дека денес е 5 февруари, кој што во светот се одбележува како светски ден за побезбеден интернет. Затоа побаравме совети од Бојан Кордалов, кој што инаку е специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Советите се однесуваат за тоа како да се заштитите и себе си, и вашите деца од сите оние опасности кои што демнеат во интернет просторот. Интернетот стана нераскинлива врска од нашето секојдневие и ова впрочем се однесува на речиси сите генерации. Па така ќе речеме дека ќе видите и деца од најмала возраст на 1 година како со малите прстиња ракуваат со мобилните паметните телефони, управуваат и разгледуваат различни видеа на кои што има игри или одредени песни кои што се детски, но воедно на интернетот го користат и до највозрастната популација на граѓани за на различни потреби, но прашањето се поставува колку сме безбедни во виртуелниот свет. 5 февруари е светски ден за побезбеден интернет. По тој повод во следните неколку минути ќе разговараме со Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Бојан, благодарам што веднаш ја прифативте поканата да поразговараме за оваа тема. Благодарам многу, секогаш ми е чест. Колку сме безбедни, односно од кого зависи за тоа колку сме безбедни во виртуелниот свет? Па зависи од многу фактори, меѓутоа основната заштита и безбедност почнува од секој од нас, колку всушност го читаме опаството за употреба на интернетот пред да влеземе во таа врска и во користење на одредени апликации. Тоа е првата порта, тоа е првиот влез кој што треба да го направиме. А бидејќи исто како што, например, кога ќе купиме нова машина за перење садови или пак за нешто друго во домаќинството, го листаме опасството или нов мобилен телефон, истото треба да го правиме и на користењето на секоја апликација на интернет. Тоа значи да видиме кои можности за нарушување или пак за дозволување на пермисии за навлегување во нашата приватност ги даваме, колкави други дозволи даваме, а се прави едноставно да знаеме дека тоа што го правиме зависи од нас. Тоа е првата работа. Понатаму секако дека тоа зависи од другите, особено од оние кои што ги нудат услугите, дигиталните или интернет услугите. Тоа подразбира дека мора да внимаваме со кого стапуваме во интеракција, бидејќи многу различно вие да имате корисничка сметка, да речеме на Facebook, на Instagram или на некоја друга социјална мрежа, отколку тоа да се регистрирате нешто што е релативно непознато, нешто кое што е ново, или пак нешто кое што нема добар трак во интернет просторот и носи добра репутација. И секако една од многу важните улоги тука играат институциите кои што ги прилагодуваат своите законодавства, и тоа ги спроведуваат законите онаму каде што се прекршиле, со цел такво нешто да не се случи во иднина и со цел да не бидеме или ние или некој друг жртва во интернет просторот. Денеска многу од работите се одвиваат онлайн. На крајот ништа денеска нашиот мобилен телефон е многу вредна алатка. Тоа е и паричник, тоа е и пристап до нашата пошта, мобилниот телефон е и прозорецот кон светот. Мобилниот телефон е буквално нашата основа за контакти, значи таму ги имаме сите лозинки
сите пасворди, таму ги имаме сите наши доверливи информации. Тоа значи дека мора да се грижиме за тоа и да вложуваме многу внимание како тоа ќе го правиме и нормално сите кои се придружни елементи со цел да бидеме позаштитени. Кои се оние најклучни грешки кои што можат да се направат и кои што можат да не доведат до одредена опасност на интернет? Што не треба да правиме за да бидеме побезбедни? Па, мислам дека правниците многу често знаат да кажат дека кога ги согледуваме сите негативности, буквално не можеме да предвидиме што се може да погрешиме. Затоа е многу поважно да знаеме што да правиме, а тоа е основното да се чувствуваме комфортно во интернет просторот и да го правиме она кое што уживаме, кое што ни причинува задоволство и во склад со законите број 2. Под број 3 емпатијата е многу важна, значи да не правиме нешто кое што не сакаме нас да ни го направат. Тоа е клучното, бидејќи како што никој од нас не сака да биде навреден, повреден, омаловажуван, поговаран и така натаму, не треба да го правиме истото тоа и во рамки на интернет просторот, односно виртуелниот свет. Трета работа, како што не сакаме нашата приватност да биде загрозена и сметаме дека она кое што сакаме да го зачуваме за себе останува за нас, така треба да го правиме и со другите. И најважно од се да не ја злоупотребуваме ничија искреност, комуникација, приватност и така натаму, бидејќи не треба да забораваме дека и тоа не сакаме и нас да не се случува, затоа не го правиме. Така што мислам дека е многу поважно ако се сетираме, ако се насочиме кон тоа што е добро да правиме, бидејќи тоа ќе направи многу позрели луѓе, ќе направи многу подобри луѓе, ќе го направи интернетот многу подобро место за живење. Во оваа насока би сакал да искоментирам честата пракса во Македонија, која што за жал се случува, а тоа е да ги изедначуваме жртвите, како што беше случајот со јавна соба, одредени TikTok случаи, каде што одредени девојчиња, најчесто малолетнички се жртви, да ги изедначуваме со жртвите. А жртвите со оние кои што ја прават штетата, односно оние кои што го прават кривичното дело. Многу е различно. Жртвата е жртва и секогаш треба да биде заштитена и не смее да се има никогаш изговор, ниту причина, ниту оправдување од било која страна да се дава на некој кој што е агресор или кој што прави лошо или кривично дело врз друг. Да, тоа ми беше едно од прашањата, впрочем, околу објавувањето на фотографии. Еве еден индивидуално да тргнеме, секој еден човек кој што е корисник, а многумина не има кои што сме корисници на различни социјални мрежи, објавуваме фотографии, видеа, лични податоци како што споменавте, конкретно објавувањето на фотографии и видеа. Колку сме заштитени во тоа и колку е тоа користењето, односно злоупотребата на нашите приватни фотографии дозволено и во кои рамки е дозволено и како да го заштитиме тој дел во приватноста? Едноставно е правилото кога стана збор за фотографиите што ние ги објавуваме. Значи едноставно објавуваме се што сакаме да биде видено. Тоа е клучното правило и објавуваме онолку колку што сакаме да биде видено. Бидејќи тоа зависи од нас, тоа можеме да го контролираме и тоа е тоа. Значи сликата за себе ја правиме ние. Не зборуваме тука за можни злоупотреби и слично, туку зборуваме од аспект на креирање на содржина на социјалните мрежи во интернет просторот. Така што мора да се знае дека секој од нас индивидуално одлучува. Секако постојат универзални правила, секако постојат правила кои што значат не злоупотреба на малолетници, малолетнички и така натаму. Тоа е нешто сосема дел од законите, тоа треба да се следи, меѓутоа за себе го правиме она што сакаме. Така што ако го почитуваме тоа правило, мислам дека ќе се чувствуваме комфортно. Многу е важно да разбереме дека објавата ја правиме за себе. Ако се доведеме во ситуација да ние бркаме само лајкови, само импресии, ако се доведеме во ситуација да ние живееме за фидбекот, одиумот, односно повратниот одговор што ќе го добиеме од луѓето, зависимо од бројките, ние сме се претвориле во своевидни политичари. И действуваме како нив затоа што токму тие се оние кои што зависат секојдневно некакви бројки и со тоа го докажуваат. Не, интернетот, социјалните мрежи постои за да поминеме квалитетно време, да се дружиме, да соработуваме, да размениме мислење и искуство, постои за да научиме нешто, постои за да им дадеме добра едукација нашите деца. Значи што е она што треба и можат да го прават, постои за да ги прошириме видиците, на крајот да постои за да контактираме со најоддалечените точки на светот. Тоа е тоа. А какви слики ќе објавиме, дали повеќе се допаѓаме во некоја комбинација на облек или па сакаме да објавуваме нешто што е пейсажно или нешто кое што е дел од стручна работа, тоа е наш избор и тоа е избор на онаа порака што сакаме да испратиме.
И каков профил сакаме да си изградиме. Кога сме веќе кај децата, повторно ми ги прочитавте. Мислите, сакам во овој дел да го фатиме, бидејќи е еден горлив проблем за родителите во денешницата, кои што живеат во ова модерно време со таа дигитализација, децата, малолетните деца и користењето на интернет. Контролата на родителот, поготово во кај тинеџерите, кога се во прашање, е многу тешка, бидејќи наидуваат на отпор во одредени ситуации. Тинеџерите веќе се и на прагот кај возрастните. Како да се справат родителите со децата, како да ги контролираат, да не биде тоа толку многу забележано од децата? Како ги советувате? Ајде, дозволете ми да дам два контрадикторни примери. Првиот, што често го кажуваме, дека денеска е многу тешко да се биде родител, заради тоа што родителите, како и порано, ги имаат сите предизвици, кои што ги имале пред дигиталното време, но плюс уште еден голем свет, наречен дигитализација, наречен социјални мрежи, наречен интернет, во кој што треба да ги едуцираат своите деца. Од друга страна пак, порано, нашите родители, кога ние сме биле тинеџери, немале ниту мобилен телефон, ниту представа каде би можеле да најдат во одреден дел од денот. Така што мислам дека тоа не доведува до еден заклучок, а тоа е дека каква едукација, какво воспитување, каков разговори, доверба ќе изградиме со нашите деца, тоа психолозите особено ќе го истакнат, бидејќи е примерно нивни домен, такво фидбек имаме од децата кога ќе станат и тинеџери и понатаму. Значи, не можеме ние да бидеме со децата кога ќе поминуваат улица, не можеме да бидеме со децата кога ќе видат во училиште, не можеме да бидеме со децата кога ќе видат во диско клуб или во кафуле или пак во ресторан. Едноставно, ниту некогаш можело, ниту сега може да се биде така заедно со нив со мобилните телефони. Меѓутоа, она што мора да се вложува многу е прво, сите ние како родители и возрастни да учиме што се новитетите на интернет, како функционира светот. Не можеме тоа да не го знаеме. Не можеме, можеби некојаш повеќе од децата да знаеме, меѓутоа ако не прашате, ние го немаме одговорот, го губиме авторитетот. Под број 2, мора да бидеме партнери за разговор. Да разговараме отворено и без осуда, бидејќи ако ни се доверат децата или пак било кои други малолетници во насока да им дадеме поддршка и помош, мора да знаеме што да кажеме и да бидеме полни со емпатија и разбирање и на крајот да ги следиме сите препораки, бидејќи социјалните медиуми и интернетот се менува дневност, тоа е најживата материја, кои што велат како да бидеме позаштитени. Така што не мислам дека може контрола на тинеџерска возраст, особено се напри кога веќе мобилноста е многу поголема, меѓутоа ги дадов тие два примери кои што не водат до заклучокот според мене дека останува довербата, градењето на добар однос, разговорот и вложувањето во едукација како да се однесуваат децата од најмала возраст во интернет. Да, овде е потребна и едукација, дигитална едукација и преку образовниот систем. Како тоа ќе го оцените? Кај новите генерации мислам дека тоа би требало да вистина да биде веќе можеби и вметнато во образовниот систем. Како би го оцениле вие ова? Александра, да бидеме реални, ние западнавме во една тешка дебата пред 2 или 3 години дали ни се потребни дигитални учебници или не. Ја промашивме суштината дека во суштина ни е потребно образование кое што ќе биде прилагодено на потребите на децата. Јас и вие, гледачките кои што не гледаат, може да се согласуваат или не, дали треба да постои интернет, дали има повеќе позитивни или негативни страни. И тоа е во ред, тоа е многу легитимно. Ама реалноста вели дека интернетот постои, интернетот е тука. Реалноста вели дека секој дете денеска е родено во дигитално време. Родено, јас често го давам примерот, третата личност што ја гледа е телефонот, интернетот. Значи гинеколог, тимот таму, својата мајка и штрак да се има за спомен. Значи, од тој почеток па натаму, денешните деца, како што растат, се буквално вмрежени, се буквално дел од дигитализацијата. И се вие да дојдете во училиште, во одредено рурално место, во најоддалечен општини, да кажете, бе, знаете, тука нема пари, овде има табла, или можеби нема и табла и креда, за тие деца е шок. Реален шок. Потоа се чудиме зошто образованието губи атрактивност, зошто е неприлагодено, тоа е суштината. Значи, ние не можеме да направиме Star Trek дигитално образование, тоа не е лекот. Меѓутоа, мора да знаеме дека во содржините во образованието мора да вметнеме дигитални извори. YouTube видеа, апликации, вие отворете ги Play Store или App Store, вие ќе видите милиони, милиарди апликации кои што стојат на располагање.
голем дел бесплатни. Значи, ако ги воведе Министерството за образование, заедно со Бирото за развој на образование, како еден курикулум кој што е издржан, процесиран и потврден од државата, ќе почнеме да ја враќаме интересноста на младите во образованието. А ние разговараме за тоа дали ни требаат дигитални учебници, дигитални табли. Не, ни треба прво прилагодување на тоа што младите сакаат, како се научени, како функционираат. На крајот на лиштата и тие наставници и професори, кога сакаат да нарачаат нешто онлайн, го пребаруваат. Кога сакаат да проверат каде некој број, не се јавуваат на 188, туку гледаат на интернет. Кога контактираат со своите деца во странство, не го прават тоа на телефонска говорница, го прават преку Viber, WhatsApp, Messenger и така натаму. Значи, да бидеме реални. Дигитализацијата е секаде вткаена. Меѓутоа, не ја користиме правилно и не ја користиме добро за сите. И тоа мора да се промени, тоа мора да биде национална стратегија, а не да биде политичко прашање, политичка поделба или разлика. Разлики може да имаме, тоа е здраво. Меѓутоа, во начинот каде се движи светот не зависи од нас. Светот се врти, макар ние сакале тука да стоиме, тој ќе продолжи да се врти. Неудамна бевте во Брисел, не знаев дали сте се вратиле, и јас бев таа која што токму преку Инстаграм ве исконтактирав и го искористив интернетот за да ве побарам и договорам за овој разговор. Што се случуваше во Брисел? Дали ова ваше присуство таму ни носи некакви новитети за темата која што конкретно разговарам? Благодарам многу. Уште ги сумирам впечатоците, бидејќи таа недела во Брисел имав наистина корисни средби со различни организации во рамки на Европскиот парламент, посета со индивидуалци, меѓутоа и многу наши луѓе кои што се со живеалиште и со работа таму, разговарајќи какви се можностите за соработки, особено ставајќи високо на агендата дигитализацијата, која што е истовремено глобален приоритет. Не е нешто кое што фали само кај нас, туку е предизвик и во Европската унија, на крај на лиштата и во Белгија. Очекувам да има многу повратни врски, очекувам да има многу соработки на кои што веќе работиме со европски организации, со меѓународни институции. И би дал само за пример дека една од конференциите на која што бев поканет беше каде што присуствуваше Европскиот комесар за правда и американскиот амбасадор во ЕУ, разговарајќи за протокот на податоци помеѓу ЕУ и САД, колкав е импактот, влијанието на тоа што се прави во работните места и во финансии, меѓутоа како да бидеме позаштитени во тој проток и во интернет просторот. Така што постои акт кој што тие го склучуваат, кој што ги регулира тие правила и навистина институциите на глобално ниво вложуваат многу ресурси, многу сметка да оваа работа се реши. Ако сакаме да застанеме на патот на хакерски напади, на изложување на нашите податоци, мора да се обединиме и да работиме, бидејќи за нас се работи. Не е прашањето вие на која страна на светот сте ориентирани. Клучното прашање е дали се грижите за себе и за својата безбедност. Така што верувам дека ова не прва, меѓутоа една од по-богатите посети на Брисел ќе придонесе да се развие соработка кој што е пред се надам од интерес на целата земја, бидејќи ни треба во Македонија поголемо зајакнување дигиталните трендови. И поголема заштита, бидејќи кога сме кај хакерските напади имавме непријатни ситуации на сериозни институции. За крај на овој разговор, колку сте вие зависни од интернет? Можете ли да поминете еден ден без интернет? Дефинитивно, не ќе бидам искрен. Доскоро се тешев дека поради мојата природа на работата, јас често го гледам телефонот и поминувам многу време, меѓутоа факт е дека не сум имун од тоа. И ги поддржувам сите напори, редовно ги следам како може да се намали присуството на интернет и гледањето во екранот. Тоа е клучно, мора да го мериме времето заради собственото ментално, но и физичко здравје. Меѓутоа, втората работа која што сакам да ја посоветувам секогаш, мора да внимаваме што правиме на интернет. Бидејќи вие може да поминете 3 часа на интернет, истражувајќи за вашата магистарска теза или за некој наставен предмет на факултет или во средно, да напишете една од најдобрите тези. И тоа е многу позитивно. Меѓутоа може да поминете 3 часа на интернет или 30 минути, не правејќи буквално ништо корисно, или едно дете, најстрашниот пример, може да помине 3 минути гледајќи содржина која што е неприлагодена за неговата возраст и може да има трауми кои што ќе се лечат со стручна помош. Така што битно е да го контролираме квантитетот, меѓутоа пред се квалитетот. Што правиме на интернет? Интернетот е буквално една вага со два таса. Негативни, позитивни. Кој тас ќе ставиме повеќе од нашето внимание, тој ќе превагне. Благодарам, секогаш е задоволство да ве имаме во Добро утро секој утро. Честа е моја, ви благодарам јас.
И како што ви кажав уште во самата најава, наш денешен гостин е единствениот доктор Митов. Со тоа што тоа ви го соопштив уште на почетокот од емисијата, знам дека ве заковав буквално пред телевизорите. Доктор Митов, може да кажеме слободно дека е експерт за здрав живот, но мислам дека со текот на времето можеме веќе да го напредиме и во национален, народен советник за здрав живот. Добро ви утро. Ви благодарам. Да. Не сте ни биле од лани овде во студиото, а мислам дека не можеме здраво да се започнеме годината ако не ни дојдете. Да, еве ја приликата, па и не е толку доцна. Таман. Никогаш не е доцна. Поминаа празниците. Сега зборуваме на различни теми. Денес се одлучивме да зборуваме за тоа како природно и правилно да се ослободиме од вишок од килограми или она што кои се најчесто тие заблуди и грешки при тоа што ги правиме или она што е народски кажано држење диети. Но мислам дека тука е токму првата заблуда, дека погрешно се интерпретира поимот диета. Диета, точно. Да. Самото зборче диета, кој ќе си го кажеме, подразбира дека ќе почнеме да тераме некој начин на исхрана и дека тоа ќе заврши. Тоа е, нели, концептот. 2 недели, 5 дена, 3 дена по можност. Па нека и 3 месеци, нели, нека и 3 месеци. Грешката на концептот е дека треба да почнеме нешто, да го издржиме недели, месеци, ете така, дури можеме да го издржиме. И после да се вратиме на старо или на нормално, како што велиме. Цел овој концепт е погрешен. Значи, зошто? Заради тоа што ни ветува долгорочни резултати со краткотрајна активност. А тоа е парадокс. Не можеме со краткотрајна активност да имаме долгорочни резултати. Ако сакаме долгорочни резултати, треба и самата активност што ја преземаме да биде долгорочна. И затоа соодветниот термин, според мене, многу поправилен, е промена на начинот на исхрана, на начинот на живот генерално. Ако сме немале доволно физичка активност да ја имаме, ако не сме имале доволно спиење да го имаме, ако не сме се дружеле доволно, бидејќи таа димензија е многу важна за целокупното здравје, па и за менталното, и за физичкото, значи зборуваме за промена на начинот на живот. И таа промена нема да заврши. Не е концептот дека, нели, сега ќе трае промената недела, 5, месец, 2, 3, туку дека сега менуваме и тераме така за постојано. Тоа е првиот проблем со зборот диета. Вториот, уште потежок проблем со зборот диета е дека има психолошки набој. Знаете, кога ќе си го кажеме самото зборче диета, или колку тажно звучи кога некој ќе ви каже јас сум на диета. Да, тоа значи дека веќе нема дружба периодот со човекот, така, нема излегување, нема ништо, да. И претпоставам дека тогаш во тој период тој е сфокусиран само на тоа, така? И го обременува човек. Го обременува на многу тежок, на психички, на ментален начин. Бидејќи се чувствува како да е казнет сега. Како да правел што не треба, нели се опуштил, па јадел или било како што и да го перцепираме, и дека сега дојшол моментот кога сега е казнет, сега е на диета, сега е на магарешка клупа. Заради сите тие работи, има и други начини. И третиот, кој што сакам да го нагласам, а ќе зборуваме малку подоцна, е дека постојат толку многу, да ми простите на зборот, луди диети, секакви, јади само ова, јади само она. 9 јајца дневно. Ете така, и разноразни, па со вино, па ово, не знам, какви или не комбинации има, кои што се директно штетни за здравието. Значи, нема да вртиме одоколу, значи ќе кажеме дека тоа се директно штетни за здравието. Затоа, од сите овие причини, зборот диета не. Единствено, за жал ми е, уште, има еден многу убав збор кој што вели диетотерапија, меѓутоа, и тој мораме да го напуштиме токму заради тоа мало во него делче кој што диета, кој што се однесува, бидејќи, како што рековме, ги обесхрабрува луѓето да прават било какви промени. И некои луѓе се толку измачени од диети, не ќе веќе да слушаат на таа тема. Откажани се. Јас не можам. Сум пробала. Така? Сум пробал. Да. Ете така. Не е тоа за мене. Не е тоа за мене. Пробале еднаш, 2 пати, 3 пати, со право се разочарале, бидејќи тие режими некогаш се извонредно тешки
за одржување и затоа тоа зборче го бришеме од вокабуларот. Значи нема во речникот збор диета, има промена на начинот на живот, промена на исхраната, промена кон подобро. Дали вториот збор што треба да го избришеме е зборот понеделник. Утре е понеделник и тоа е мислам една од најчестите фрази од понеделник или евентуално од први сум на диета. Тука има сега многу убава тема отварате, бидејќи можеме многу да разговараме на темата. Двата аспекти ќе ги опфатиме. Првиот аспект е тој, например, за поголеми работи. Например, пушењето го сметам за поголема работа од две причини. Прво, е многу потешко да се откаже отколку да се смени начинот на исхрана, бидејќи работам со навики кај луѓето и знам која навика е потешка, која е полесна. Да, ќе ви рече сигурно, еве се ќе сменам, ама цигарите не ги чепкајте, знам, така? да, и тоа сум го слушнал 100 пати да речем, малку е. Значи, кај луѓето е многу тешко кога зборуваме конкретно за навиката за пушење. Но кога зборуваме за таков тип на промени, како например за пушењето, за многу големи промени, Тогаш треба се зададеме датум. тогаш задавањето на датум е добра работа. 1 февруари, 1 март. Еве сега, например, кога луѓе ако не следат кои што имаат проблем со пушењето, 1 март е одлична дата. Бидејќи ќе им даде време ментално, психички, физички, секако да се подготват за моментот за откажување од цигарите. Но не да се препушат до тогаш. Да завршат. Напротив, тогаш малку по малку да почнат да намалуваат за и навиката, потребата од никотинот да опадне до моментот кој ќе речат целосно дека престануваат. Значи во таа ситуација кога голема работа треба да смениме или ако начинот на исхрана ни е многу нездрав, самите сме свесни за тоа, и тогаш е добро да поставиме дата, кога знаеме дека промената ќе биде драматична. Многу пати луѓето не се свесни за тежината на менувањето на навиките, особено ако немале пробано. Ако имале пробано, знаат. Меѓутоа, ако немаат пробано, може честопати да се преценат себе во однос на тоа колку е тешко или лесно да ги сменат навиките, посебно за исхраната. Затоа јас некогаш пациенти, ако разговараме и ќе видам, ако таа свесност не е присутна, ги прашувам, свесни ли сте на што се нафаќате? Оти, голема работа е ова. И не е лесен процес. Значи, напротив, е извонредно тежок процес. Така што колку е потежок процесот и колку повеќе си го знаеме карактерот, одредувањето на датум ќе ни помогне. Но во спротивно, тоа не треба да биде искористено па додиме во другата крајност како причина за одолговлекување. Да. И сега да туркаме. Па понеделник, па први следниот, па мојот роден ден или како и да е. Во таа ситуација човек е најдобро да почне од денес, не од утре, и да си го постави следното прашање. Што можам денес, во рок од 5 минути, ништо повеќе, да направам во правец на целта која што сакам да ја достигна. Например, ако тотално сум физички неактивен, дали можам 5 минути денеска да пешечам? Толку. Такви почетоци. Значи, почетоци понежни, повнимателни, не строги, не граница, да нема потреба. Нема, оти многу пати кога човек така ќе тргне кон себе си со вака, построго, тоа завршува со неуспех. Честопати. Зависи од многу ситуации. Зависи од одлучноста, зависи од карактерот, зависи ако е здравствената состојба, исплашени од болест, не исплашени од болест, поддршка од семејството, не поддршка од семејството, моменталниот, како да речам, контекст, што ни се случува во животот, расположени ли сме, не ли сме, депресивни ли сме, не ли сме. Многу фактори влијаат на успехот на почеток на една промена на начинот на исхрана или диета забранетиот збор. Значи тоа е не е тоа туку така. Значи мора малку и да се наредат коцките за да почне тоа како што треба. Меѓутоа, одредувањето вака на мали чекори честопати кај луѓе може да биде многу корисно, бидејќи со тек на време давајќи се ги тие минимални цели и исполнувајќи ги, што е многу важно, тие ќе изградат самодоверба во однос на тоа дека јас можам да ги сменам своите навики. Секој може, јас така кажувам, слоганот е секој може. Меѓутоа, за да го направи човек тоа, прво мора самиот да се увери. За да се убеди себе си, затоа се тие 5 минути на ден.
кои што во рок од 2 до 3 недели конзистентно секојдневно повторување на тие 5 минути, па и 10 кога ќе свати дека може, самиот ќе ги покачи, кога ќе сватиме дека можеме, расте самодовербата, самодовербата носи мотивација, мотивацијата носи успех, а успехот носи се повеќе и повеќе придржување кон тоа што сакаме да го направиме. Што значи, ако добро ве разбрав, за да направиме физички промени, прво треба да направиме психички. Апсолутно. Така. Апсолутно. Или како што велите вие, процесот на слабење не започнува од стомакот, туку од мозокот. Така е, тоа е точно. Тоа е првиот чекор. Тоа е првиот значи, чекор. Така. Тоа што треба да го разбереме многу пати е дека можеби пред да почнеме одма со промената на начинот на исхрана, ќе треба да разговараме со самите себе си 1-2 недели, например, да се убедиме самите себе си, да поразговараме со самите себе си. Например, многу пати луѓето кај нас ја немаат целосно представата дека прекумерно покачената телесна тежина, дебелина, народно, како што е кажано, јас тој термин не го употребувам. Но понекогаш е добро да се формулира така, да се плесне За да- вистината во лице. Да. Најдобро е сам на себе си. Да. Кога прекумерно зголемената телесна тежина да се свати дека е болест. Значи јас не зборувам од естетски причини. Има други луѓе кои што ќе зборуваат. Тоа не е мојата тема. Јас како лекар прекумерно зголемената телесна тежина ја третирам како здравствен проблем, бидејќи тоа и е. Човек што има многу зголемена телесна тежина, да не звучи тешко, ама треба да се свати себе си дека, ајде да не речеме дека има болест, ама дека има некоја состојба со која што треба да се справи И само од него зависи. и од него зависи, не треба да се помири. Значи, тоа е многу важниот момент. Никогаш не треба да си ја допуштиме мислата, или ако сме ја допуштиле, мораме да се бориме со неја дека јас сум таков, јас сум крупен. Конституција, ми е така. Ме разбирате, да. сме се ставиле себе си пред свршен чин. А битката во која не одите, нема шанси да ја добиете. Ме разбирате? Ако не пробаш, Ако немаш ги ни да кренете успееш, вие да. рацете однапред, ако однапред покажете бело знаменце, однапред се откажете, вие никогаш нема да ја намалите телесната тежина. Затоа, нели тука има сега да ќе влеземе малку во психологијата, има 2 вида на речник. Дали со соговорниците или со самите себе си, тоа е така наречениот активен или пасивен речник. Активен речник би бил кога имаме јас моментално имам зголемена телесна тежина. Ова е правилниот начин да го каже човек. Зошто? Оти го става во таа состојба Дека кога е што он моментално, сваќа дека да. моментално имам и можам да го надминам. Да се промени Так, моментално. ова е почетокот. Ова е почетокот. Значи, јас моментално имам зголемена телесна тежина и тоа можам да го надминам. Кој е обратното? Која е точката од која што нема прогрес? Тоа е точката која што вели јас сум крупен, такви сме сите во Во фамилија. фамилијата, да. Точка. Не велам дека тоа не е вистина. Има не само наследени гени, има наследени навики. Ако порциите дома биле како дете, кога сме биле големи, не е тоа наследени гени, тоа се наследени навики. И тие наследени навики нормално Колку што си човек со добро, ти бара големи организмот уште. па со големи порции нормално дека човек ќе се поправи. Нема бегање од тоа. Тоа е едно од сигурните правила за зголемување на телесната тежина, тоа се големи или двојни порции. Враќање, нели, по репете, како што велиме, наравно. И уште браво, репете сакаш. Сега тука така е. И се тука е моментот човек прво да свати како разговара со самиот себе си. Дали е тој активен или е пасивен речник. Затоа почнувам од главата. Ако ние сме наполнети себе си, сме наполнети во главата или сме се наполниле самите себе си со мисли кои што не ставаат во ров и како сме укотвени сме и не можеме да се движиме напред, нормално е дека ние нема да видиме прогрес на тоа поле. Сега кој ќе почне човек да си ги кажува тие реченици, кој е тој момент интересен кој што пак треба да го препознаеме и да го дозволиме. Де факто ние, народно кажано, ќе се лажеме себе си. Ќе ни звучи така. Зошто? Например, јас сум бил сега цел живот физички неактивен, седам,
работата ми е со седење, И тоа дома уште ми еден е со избор, таква седење, ми лежење, работата, така, така. ете така. И сега јас сум имал представа за себе си, и јас многу не се движам. Кога? Нема време, ова, она. И сега ја гледам емисијата со Искра и доктор Митов и го сваќаме моментот дека јас користам пасивен речник. И сега ја велам, сега ќе користам активен речник и си велам, јас досега физички не бев активен, но можам и сакам да сум физички активен. Последното делче, сакам да сум физички активен, ќе ни звучи малку смешно, кога ќе се го кажеме. Зошто? Оти ние сме навикнати да седиме. Ме разбирате? Но, таа мисла, тој период на лажење, така да речеме на самите, сакам да пешечам. А досега немало врска тоа. Меѓутоа, почувам да си кажувам дека сакам да пешечам, со цел да се убедам себе си. Аха. Ме разбирате? Значи, тука... Автосугестија. Автосугестија. Значи, работењето со сам себе не е сега, дајте ги сега 2, 3, 5, 10 листа со рецепти. И ај сега да преминеме на темата. Не, преминувањето на темата почнува овде. И со кажувањето на реченици кон самиот себе си дека јас сакам да пешечам. И рековме на почетокот човек тоа нема да го препознае. Меѓутоа ќе се тера себе си. Принудувањето на почетокот е дадено. Значи не може човек да ги смени навиките, можеби 5% може туку така лесно, за сите останати има момент на принудување на самиот себе си. И кога ќе почнеме да се принудуваме да одиме, да пешачиме, Прв пат да проодиме во да живот. проодиме ќе ни се види тешко. Значи нема збор. Треба да го испланираме во денот, треба да излезем, па кај да одам, па околу куќата ли, околу зградата ли, па комшиите ќе ме До гледаат. работа може, например, има многу така. опции, можеме да го Да. зборуваме тоа. Значи има многу начини како тоа да се инкорпорира, да се вметне во врските во остатокот од денот. Меѓутоа, кога ќе почнеме да го правиме, што се случува? Откако ќе се принудуваме себе недела до 2, на втората или на третата недела, ние веќе ќе почнеме да го сваќаме тоа што си го кажуваме. Сакам да пешачам, дека почнува да станува вистина. Зошто? Бидејќи прв пат во животот ќе си дозволиме да ја видиме убавината на пешачењето. Оти така сме створени или така сме од Господ дадени. Кога ќе дојде човек и кој ќе се врати од пешачење, чувствува енергија. Тој не се изморил повеќе, тој напротив има повеќе енергија. Првата придобивка. Зборуваме за придобивки што ќе ги видите истиот ден. Ќе зборуваме за придобивки што ќе траат години подоцна. Истиот ден ќе се почувствуваме посвежо. Ќе се разведриме. Ќе ни се подобри расположението. Ќе ни се подобри циркулацијата. Зборувам моментално придобивки. Ноќта кога ќе дојде, ќе имаме подобар сон. Ако сме имале со недели, со месеци, со години полош сон, уште вечерта ќе имаме подобар сон, ако убаво се испешачиме себе си, убаво да вака да се измориме. Во следните неколку недели ќе почнеме да приметуваме, ако притисокот не бил покачен, како ќе почнува постепено да се намалува. Ако шекерот бил покачен, како постепено и тој ќе почне да паѓа. Ќе почнеме да приметиме како конечно и тежината ќе почне да се намалува. Доброто пешачење. И ќе ја сватиме вистински смислата на тоа што го кажуваме јас сакам да пешечам. Значи тоа што на почетокот сме се убедувале, сме се лажеле себе си, за неколку недели ќе стане точно. Само моментот на принудување на самите себе мора да го има. Но сега оној момент сепак мора промена и во начинот, режимот на исхрана. Да. Тука сепак им треба на луѓето совет од стручност. Така е апсолутно, да. Ви изработувате и специјални програми. Да. Сега, прво сакав да ве прашам, дали постојат, читајќи од интернет, постојат ли универзални рецепти, односно програми, диети, што ги викаат, за сите, што може да упалат буквално кај секој човек? Или пак мора да е тоа индивидуално? Има неколку моменти тука, зависно со каква состојба се соочуваме. Прво е, дали се соочуваме само со потребата за слабење, или слабење со коморбидитети, зборот го научија... Да, со короната сега. Со короната, со жал, сите го научија, сите да. го научивме тој збор. Односно, дали слабењето е во една состојба на покачен притисок, терапија за ова, терапија за она, терапија за шекер и така натаму. Ќе почнем од второто. Втората состојба е доста комплексна. И тука
водството ни слабењето треба да го прави лекар, според мое длабоко убедување. Зошто? Заради тоа што кога вие еден пациент од 100 килограми го водите на патешествието до 70 или до 80 и зима терапија за еден куп работи, вие мора да имате неопходно медицинско знаење и да има соработка помеѓу тој што го води интернистички, да речеме пациентот од една страна, едниот колега, и другиот колега кој што го води пациентот низ процесот на слабење, односно промена на начинот на исхрана. Во тој период на намалување на тие 20-30 килограми, во тој период од 3 до 6 месеци, вие ќе имате потреба од промена на терапијата. Неминовно. Зошто? Заради тоа што една е терапијата на 100 килограми, друга е терапијата на 70 од просто физички причини. Потоа, Јасно е тоа, да. ќе дојде потреба до, ако е пациентот на терапија на покачен крвен притисок, веројатноста дека уште на третата недела ќе треба да се коригира таа терапија е многу голема. Тоа или ќе го препознае колегата интернист, или ќе го препознае лекарот, во мојата ситуација, тој што го води пациентот на слабење. Уште посигурно е дека доколку пациентот е на терапија за диабет, па сега тука се грани дали е диабет со инсулин или е диабет без инсулин. Во сите овие случаи храната мора да биде индивидуализирана во смисол кон состојбата во која што е пациентот. Тука е моментот на индивидуализација и вкусот. Тие се двата моменти на индивидуализација, односно едно е кај пациент кој што има гихт и тука е пациент кој што има диабет. И тука сега веќе вие морате да одите во правец кон гихт кај конкретниот пациент и за диабет кај другиот, при што личните преференции, јадам граф, не јадам леќа, дополнително ќе направат момент на индивидуализација. Но, тука овој термин индивидуализирана исхрана е многу искористен и претерано искористен и злоупотребен. Во смисол, не може сега за вас да има храна која што е уникатна на планетата и само за вас. Ја сваќате финтата тука. Да. И сега тоа е финта која што е маркетиншки добра, да им се понуди на луѓето. Но сепак е станува збор за злоупотреба. Да, злоупотреба. Оти сега јас не можам да ви речам вам, вие за вас е граф, ама немојте леќа да јадете. Врз основа на што? Ме разбирате? И сега тука има некои приказни за некои така наречени крвни групи, генотип, сето тоа се измислици. Значи тоа се измислици, нема никаква основа во науката за да се даде. Или пак генетски прецизирана храна. И тука има некоја основа. Меѓутоа ни оддалеку не е тоа донесено до точка за да ви даде персонализирана исхрана. Има тука многу злоупотреби, многу замајување на луѓето, кои ќе дојдат двајца здрави луѓе, кои што немате потреба да го терате низ намалување на пурини, низ намалување. Нема потреба, здрав човек кој што едноставно покачил 20 килограми. Вие, освен бројката на калориите, внес и излез, под А, и под Б, личните преференции, јаде зеленчук, не знам, авокадо не јаде, леќа сака, ова неќе. Надвор од тоа, вие немате момент на доказ цврст, зошто треба на него јаболка да му дадете, круша да не му дадете. Ме разбирате? Меѓутоа, тоа веќе толку е исфорсирано, луѓето се навлечени на тоа, на тој момент, и таму тешко оди објаснувањето дека има персонализација во однос на состојбата со која што е пациентот и личните вкусови. Но надвор од тоа, како единка јас, Александар Митов, дека на светот постои храна која што само јас ако ја јадам ми годи, ама друг ако ја јаде крај, тоа не е точно. Кои се тогаш оние универзални совети, препораки или правила, златни правила да ги речеме, кои што важат за сите? Со исклучок да ги ставиме, да рековме, овие кои што имаат сериозни состојби така. Јас многу пати сум зборувал дека и уште зборувам и ќе зборувам дека сум убеден во медитеранската исхрана. Треба прво правилно да се свати кога ќе се каже што е медитеранска исхрана. Прво, до каде се протега Медитеранот? И дали Македонија е во Медитеранот? Ние би сакале. Па видете, некоја која е например од Кукуш. Аха. Така, сега дали е во Медитеранот или не е во Медитеранот? Или некоја која е од Дојран? Или ако е од Гевгелија? Ме разбирате? Морето е на 3-40 километри воздушна линија. Или од Струга. Исто и Јадранот од друга страна е блиску.
Меѓутоа, ние го имаме Вардар, кој што класично спаѓа во подрачјето на Медитеранот. Да речеме, да се перцепираме кој што се влева во Егејското Ако море. се гледа така, апсолутно. Да. Па сега, да не навлегуваме нели во историја и во географската територија Македонија, ако ние гледаме целокупната географска територија Македонија со Егејскиот дел и со Пиринскиот, Вардарскиот, какво таа земја каде припаѓа? Тоа е класична медитеранска земја. Но Значи сепак ние мислам дека сега го нашата немаме кујна- пристапот до морето, па Да. заради тоа ментално сме исклучени дека Што не не сме. значи дека еден ден ќе го немаме, како рековте така, моментално го Моментално, немаме. да. Друга тема е друга тема. тоа, Сакам да речам дека ние не треба да границата кон Егејска Македонија да ни биде како немаме ние пристап на море, ние не сме Но медитеранска сепак мислам земја. дека нашата кујна спаѓа во балканска, така? Балканската Така е микс на медитеранска и има влијание од континенталните. Сега, на пример, ние имаме влијание многу, најмногу од турската кујна. До некаде и грчката, меѓутоа турската и кујната и грчката кујна имаат најголемо влијание врз нашата исхрана. Тие се чисти медитерански, значи тука нема збор. Србија, на пример, дури кога ќе одите веќе кон Војводина, во тие делови кај што многу се јаде месо, таму веќе фаќа континенталниот тип. Основната разлика меѓу континенталниот и медитеранските типови на исхрана е присуството на месо, колку често или колку ретко. Значи, далматинската кујна е медитеранска, албанската кујна е медитеранска, грчката нема збор, италијанската, турска. Сакам да речем, терминот медитеранска е многу широк. Што значи сакате да кажете дека сепак нашата храна е доволно добра, така? Апсолутно, да. Не мора да експериментираме. Тоа сакам да речам. Нели? Тоа- Но сега да го извлечеме најдоброто. Ете сега, значи- Или можеби навиките се тука точно, што ги видете. мешаме, така? Нашата традиционална храна и тоа како е здрава. И тоа е всушност тој чадор термин медитеранска исхрана подразбира традиционални, како македонската традиционална. Таа подразбира грчка традиционална и делумно италијанска традиционална. Меѓутоа, македонската традиционална од грчката традиционална има минимални разлики. Што е грешката од современото доба? Прво, месото како што да разгледаме како било. Свиња се колело пред Божик, јагне за Великден. И се знаело зошто, се мислам, знаело- се имало причина што е тоа така. Така е. Остатокот од годината македонците збориме пред 100 години, не збориме пред 10 века. Пред 1 век зборуваме. Нашите дедовци што се вика се сеќаваат на тоа време. Остатокот од времето можело да биде кокошка, нели, петел, пилешко, меѓутоа ретко кое семејството големо, нема сега која ќе се заколе на свиња колку ќе има тоа да се јаде. Значи нема како што денес на претек огромни парчиња. Еве ја значи традиционалната македонска кујна прво да тргнеме од аспектот на присуството на месо. Да. Значи месото присутно, да. Меѓутоа месото е храна или за во недела или за во празник. Значи тоа е, зборуваме за традиционалното присуство на македонската традиционална исхрана до пред 100 години. Во превод не секој ден. Не но- месо секој ден. Значи тоа е првиот момент. Вториот момент. Тестенини присутни, да, меѓутоа не бели. Оти тестенините биле основа на нашата исхрана. До ден денес тие се основа и на италијанската, која што се смета за многу здрава. Меѓутоа кај тестенините, суштинското прашање е дали се од интегрално брашно или се од бело брашно. Или од обоено брашно. Значи, ако е од интегрално брашно, тестенината не е нездрава храна. Лебот од целосно зрно не е нездрава храна. И тоа луѓето треба полне со корисни работи. Каков глутен, да не речем глупости, глутенот е проблем за луѓе со целијакија. Да, признаваме, точка. И за многу мал процент со интолеранција. Ама тоа сега стана мода, Да. секој трет глутен му пречел. Тоа не е точно. Од научна медицинска гледна точка. Значи, да, го има глутенот во пшеницата, во лебот што сме го јаделе постојано. Меѓутоа, лебот бил присутен на македонската трпеза со секој оброк. Речи, тоа било основната храна. Ако е интегрално и не е полно со адитиви, конзерванси, тоа е здрава храна. Ништо не ни тежи
Сега веќе има и такви нели пекачи или како и да ги нарекуваат. апаратчиња. Апаратчиња, Да. ако сака човек сам да си го прави лебот. И убаво ќе мириса целиот дом. Па видете, нема да треба секој ден да се прави тоа. Да. Еднаш неделно преку сила 2 пати, ако сме решиле. Па во викенд да го замесиме тоа и да го ставиме во тој пекач, па нека е пола саат работа. Не знам, нека е саат работа некаде. Ако тоа е цената да треба да јадеме здрав леб наспроти нешто во кое што не сме сигурни, ете ја разликата. Тоа е второто нешто. И третиот момент меѓу разликата меѓу традиционалната македонска храна и тоа што го правиме денес е присуството на преобработени храни, а во нив спаѓа и многу големата количина на млечни производи. Значи, млечните производи и останатите препроцесирани храни. Зошто? Например, не било сирењето со доручек, ручек, вечера, како што сега може да биде. И имам пациенти кои што ќе ми кажат, докторе, само со торта не го јадам. Сирењето. Значи, сирењето е извонредно. Или ако не е сирење, тогаш е кашкавал. Тогаш е кашкавал, ама тоа се или демек многу почувствував глад навечер, ајде да биде нешто лесно, се Сирен. сечев парче кашкавал. А тоа е, како да ви речам, подобро земете и зедете некое парче зеленчук, или салатка направете си на кратко, отколку едно навидум тенко парче, како се вика, кашкавал. Еве ги трите работи по кои што традиционалната македонска, еве не го користам терминот медитеранска, за да не се бунат луѓето. Да, во споредба, веќе рековме, Не го пред користам 100 терминот. години. Пред 100 години. А дали е четвртата разлика е количината? Апсолутно да. Има и други. Има и моментот, например, присуството на зејтинот или на маслото. Маслото? Каков и колку. Сега И зејтинот. каков, да. И сега е скап зејтинот, поскап е во меѓувреме, меѓутоа тогаш зејтинот бил чорбаџиска храна. Значи он бил многу тешко и скапо да се дојде до него. Значи не е како што е сега. И конечно степенот на физичка активност, кој што не смееме да го се работело од таму, сабајле до од вечер. сабајле, да. Од сабајле до вечер. Додека можеш да стоиш на нозе, се работело. Апсолутно, Така и после. апсолутно. И сега јас не велам, јас зборувам за време кое што е пред 100 години, кое што нашите повозрасни го паметат, кога биле деца. И кои што може да ни го раскажуваат како било. И еве ги тие луѓе и тие навики се или пак ако отидеме малку по поруралните средини, присутни се, уште зачувани се. Така што не треба ние да земеме да се префрлиме на храна, јас кога ќе речем медитеранска, не мислам на школки, не мислам на октопод. Мислам дека убаво разбра. Има уште нешто што сакам да ве потпрашам, а тоа е не е значи дефинитивно важно само што внесуваме, Да. еве и кои количини, туку исто така е важно и во кој период од денот, така? Така е. Зошто е толку важен периодот кога Најнарод- кога консумираме храна? Најнародно кажано, на нашето тело му треба период да одмори дигестивниот систем. Еве, за да го објаснам. Зошто? Значи цревата, горниот се дел. речеме ноќе одмара, така? Ноќе, ама тој период мора да е малку поголем. Значи, а меѓу оброците треба да има време да се насоберат тие ензими кои што ги произведува панкреас, произведува жолчка, произведува црн дроб, значи во жолчка се чуваат. Сакам да речам, треба малку време, не можеме ние цело време да јадеме, нели, постојано, да грицкаме, како што се вели, туку треба да дојде храната во желудникот, тој да ја обработи, да ја пушти понатаму. Патенкото црево да ја превземе. Да, но тоа знаете дека е доста сложено за нас обичните лаици да го знаеме Сато кој е весно. тој временски интервал, кои се тие совети од прилика за да знаеме како да се Многу едноставно, меѓу раководиме. 2 до 3 часа помеѓу оброци мора да има. Сега ќе ви речат дали грицките спаѓаат во оброк помеѓу, така? Спаѓаат. Што значи пак буквално го ништо возбудува. помеѓу оброците, така? Ништо. Значи, грицките можеме да ги употребиме ако например, ручекот ни е 9, 8-9, и сега ручекот ни е во 4, природно е да имаме некој меѓу оброк околу тоа е 12. веќе 6-7 часа. Така, околу 12-1 природно е да имаме некој меѓу оброк. Ужина, кој што ќе биде овошје, например, но може и грицките да го појачат малку овошјето за да можеме да издржиме од и само овошјето, брго ќе огладнеме. Еве им ја улогата, ама не им улогата на грицките како што ние сме навикнати 10 саат, пуштаме телевизија и ајде сега грицките. Цела вреќа чипс мора да се тоа, така? Ето, не така. Значи, Вам така ми не е е. смешно, но некому е многу сериозно Знам, И буквално ритуал без кој што не се може, така? Знам, и сега тука ќе треба постепено менување. Прво тој човек од чипс
ќе треба да премине на пукањки. Значи, пак во фази ќе го извадиме од калта. Значи, оти нема да може веднаш да каже ќе може, ама многу тешко ќе му биде и веројатноста е пак да се врати, да рече крај од вечер нема веќе. Постепено ќе биде полесно. Пукањките зошто велам. Сега и тие да не се изадат во една огромна количина, меѓутоа секако грам за грам ако ги споредуваме со чипс, се каде поздрави, каде. Поздрави Грицки, ете така да го Така е. наречеме. После од пуканки на што преоѓаме? После ќе на сечени парчиња зеленчук, на пример краставички или нешто друго така што е веќе воднесто, лесно. И на крајта ќе преминеме на водичка, на ништо, значи Чајче, водичка. Чај за предспиење. Кој е вода. според вас идеален момент кога треба во текот на денот да се престане веќе со конзумирање? 19, 7 попладне, 20, 8 попладне, зависи од неколку фактори. Кога ќе легнеме, како бил денот распореден, работата до колку часни е, но тоа е тој интервал каде што треба 7-8 веќе да пресечеме. Важно не веднаш пред да легнеме во кревет. Така, Тоа не е, оти нема да имаме квалитетен сон. Ние си мислиме, знаете како се, тука има многу утехи. Не можам да заспиам ако сум гладен, ќе рече, првата така? утеха ја кажавте, да. Тука има многу утехи, луѓе кажуваат, ама јас не можам да легнам гладен. Па не е баш гладен ако е во 7 последниот оброк и во 10 легнувањето, на пример, или до 11. Значи, ако се 3-4 сати, ние многу полесно ќе спиеме и еден од предусловите за добро спиење е празен желудник. Значи, за да спиеме добро, не треба желудникот да работи. Така што тоа е тоа. Јас да прашам дали имаме време, можност само за уште едно секако, да, прашање. секако. Ако добро ве разбрав, почести оброци препорачувате, така? Да. Ово го ми е вовед на она што сега станува, сигурно знаете и вие од вашите пациенти, клиенти, многу популарен станува фастингот. Да. Или може се каже испоснување, Ноќно постење, ноќно, да. Не само ноќно. Се не знам колку се искрени со вас. Така. Но Тоа што е велат 24-48 часа, така. или половина ден, значи од сабајле, дури кој ќе се дојде дома на 5-6 попладне, еднаш дневно да се јаде, што мислам дека се коси со сето она што порано го имам слушано од сите нутриционисти што ми имат гостувано, што генерално и кај нас беше погрешен начин на исхрана да се седне еднаш дома на маса и тогаш да се јаде. Точно, знаете како? Но велат многу полесно се чувствувам, подобро функционирам и најважниот оној психолошки момент што велите, не морам да мислам на храна. Се оптеретувам ако треба да мислам сега што да јадам, па за 2 сати што да јадам, вака ми е полесно, знам дека не треба да јадам. Првото прашање тука е, како што рековме, дали е привремено или е долгорочно. Ако човек тргне да го прави ова со мисла дека... Не, ова името дека не ги симнат тие 5, 6, 7, знам. како кој килограм има, Значи, брзо. од старт одговоривме дека не е одржливо. Значи, дека не може човек... Тоа е првиот предуслов... Се знае како ќе заврши... Тоа сакам да речем. Тоа е првиот предуслов за кога ќе ме праша некој тоа дали е здраво. Првото прашање што го прашуваме е дали човек може да биде на тоа 1 година и да нема никаков проблем. Тоа мислам дека подолго. секој лаик, иако- мало дете го знае дека. ако не може, тогаш веќе и поставуваме сериозен прашалник преку тоа дали е во ред или не. Вториот момент е дека изгладнувањето честопати води кон прејадување. И човек може да мисли дека ако јаде еднаш, јаде помалку, ама де факто во тој еден оброк он може да напика 2, па дури и 3 нормални оброци, кои што би биле распределени во текот на денот и не би правеле толкав скок на шеќерот, оптеретување на дигестивниот систем, на желудникот и на сето тоа. И прашањето е што е придобивката тогаш, освен малтретирањето и измачувањето, ако ние седнеме и само дека си кажеме ама еднаш ќе јадам, и сега ќе јадам, и демек после не, и шо ако ние го изедеме истото јадење кое што би го јаделе 2 пати или 3 пати, само без моментот на прегладнување и на измачување. Моментот нема да мислам на храна. Кога ќе почнат да кркорат цревата и тоа, како ќе мислиме на храна? Едно сум научил низ годините работејќи со пациенти со начин на исхрана. Не смее да вклучува програмата глад, која што ја правите за пациентот. Не смее да вклучува глад. Зошто? Заради тоа што ние не сме створени гладот да можеме да го победиме. Гладот е за нас биолошки сигнал дека сме загрозени, дека нема енергија, дека немаме храна, дека нема да преживееме.
Значи, гладот го покренува нашиот систем на многу нивоа. Црвено светленце. Црвено некој се пали. светло е. И човек ќе се бори со гладот. Недела, 2, 3. Но тоа ќе му створи психолошки момент на приврзување кон храната поголемо отколку претходно. Бидејќи телото ќе почне подсвесно да ја перцепира храната, да ја гледа храната како ретка работа, како оскудна работа, како недостапна работа. И кога ќе му го дадеме моментот на пристап, ние ќе внесеме повеќе отколку што телото си бара. А и човекот си алчен по природа, Тоа така, плюс. и ненаситен, така што тогаш, Затоа да. долгите периоди на изгладнување се, според мене, доста сомнителни како долгорочен начин на одржување на правилна телесна тежина. Впрочем, ако човек тера вака како што зборувавме, нема да има потреба да дојде до такви поекстремни. Сега тука луѓе влегуваат во грешката на поднаводници тотално опуштање, па 10, 20, 30, 40 килограми пус, и ајде сега после ќе Што го рековте, казнување. Казнување после во. тоа, Тоа според мене не е здраво и не е паметно. Настрана што дали има некои добри автофагиски механизми, настрана е околу тоа кои се вклучуваат, како влијаат и што. Но не во овој контекст на 3 месеци, 6 месеци прејадување, поправање, дебелење, ајде сега пак преку лето слабење. Тоа сум убеден дека не е здраво. Јас многу ви благодарам на ова гостување. благодарам. Се надевам дека доправме до многу луѓе кои што го имаат овој проблем. И ако ништо друго, барем е првиот чекор да почнат да размислуваат од денес Се на таа надевам тема. на еден да помогнавме, јас сум многу среќен. Завршена тогаш Да. работата и да завршиме со она дека целиот тој процес започнува не од стомакот, туку од главата. нашиот ум. Така и Така се е. зависи од нас. Уште еднаш многу ви благодарам. Ви благодарам за поканата. Наред е рубриката занимливости. Нема да поверувате, но при обична поправка на канализацијска мрежа во Рим, работниците пронашле стара, древна римска статуа на Херкул. Се претпоставува дека ова статуа потекнува од царскиот период пред нашата ера. Ајде да видиме што се друго има интересно ширум светот. За време на поправка на канализацијски систем под парк во градот Рим, откриена била древна римска статуа на Херкул, која најверојатно потекува од римскиот царски период 27 години пред нашата ера. Ова место ни приреди големо изненадување, мермерна статуа со природна големина. Поради стапот и покривката за глава од лавовска кожа, знаеме дека станува збор за фигура на Херкул, соопшти археолошкиот парк Апија Антика на Facebook. Статуата е откриена при поправка на канализацијски цевки кои предизвикале лизгање на земјиштето. Работниците копале над длабочина од 20 метри и нивните активности, како што е вообичаено во Рим, ги надгледувале археолози. Ваквите откритија не се ништо изненадувачко за Италија, колепката на древното римско царство. Во ноември минатата година беа откриени повеќе бронзени статуи кои со илјадници години лежеле закопани во кал. Археолозите 24 статуи ги открија под урнатините на древната капела Сан Касцијано дел Бањи, град на врв на Рит во областа Сиена. Статуите се на грчко-римски богови, а се проценува дека се стари околу 2300 години. Повеќето статуи, најдени заедно со околу 6000 бронзени, сребрени и златни монети, датираат помеѓу вториот век пред новата ера и првиот век од новата ера. Храмот Кедарнат е еден од најважните хинду храмови во Индија. Се наоѓа во северниот дел на земјата, во хималајскиот Синџир Гарвал, на изворот на реката Мандакини, на височина од 3584 метри. Храмот не само што се наоѓа на живописна локација, туку може да се пофали и со неверојатна приказна. За хиндусите, Кедарнат е суштинска точка на неколку хинду места за аджилак, затоа што представува еден од 12 храмови на богот Шива, свето место во кое Шива се манифестирал. Но Кедарнат, изграден во 8 век, е и чудо од градба, со оглед на тоа што успеал да опстане низ вековите и да не им подлегне на природните катастрофи.
До почетокот на 20 век храмот бил под снег и мраз и тоа речиси 400 години. Всушност, за време на малата ледена доба, која траела од околу 1300 до околу 1900 година, целата област Кедарнат била дел од глечерот Чорабари. Истражувањето на Институтот за хималајска геологија покажало дека Кедарнат го преживеал овој период без никаква штета. Изграден од камени блокови, поврзани со железни стеги, очигледно е дека е совршено дизајниран за теренот на кој е поставен и за природните катастрофи што го погодуваат, каква што била и страшната поплава од 2013 година, во која загинале 4000 луѓе и која уништила речиси 12.000 куќи во таа област, додека храмот бил неоштетен. Пријатели направија луксузен стамбен комплекс од напуштено училиште. Во 2019 година тројца другари решиле заедно да купат напуштено средно училиште во Пенсилванија по цена од $100,000. Од него направија комплекс со 31 стан. Джеси Вик, Адам Колучи и Ден Спановиќ се нафатиле на овој необичен проект, верувајќи дека можат да направат нешто ново. Запознаен сум со училиштето и да бидам многу искрен, а не бев сигурен што ќе биде најлогично да се прави со зградата. Но за цената морав да го добијам и се надевав дека ќе најдеме добра опција за во иднина, изјавил Джеси Вик, кој исто така е и агент за недвижнини. По 6 месеци, сите станови кои ги направиле биле издадени. Добивките и расходите се поделени помеѓу сите тројца партнери. Потоа тие купиле и друго напуштено училиште во близина во август 2020 година и исто така и него планираат да го реновираат. Супер звездата на YouTube, Мистер Бист, го направил светот поубав за најмалку 1000 луѓе, откако им платил операција на катаракта, пошто им го вратил видот. Тој на својот YouTube канал објавил видео каде рекол: "Лекуваме слепило на 1000 луѓе." Видеото за само 24 часа добило 32 милиони прегледи, а до денес има над 40 милиони прегледи. Видеото содржи емотивни моменти пред и потоа, откако пациентите јасно почнуваат да гледаат по операцијата направена во Флорида. Операциите се реализирани во соработка со доктор кој инаку работи на давање бесплатни операции за катаракта на лица кои немаат здравствено осигурување. Јутјуберот Џими Доналдсон, исто така познат како Мистер Бист, го контактирал докторот во Флорида и му ја предложил идејата која заеднички ја реализирале. Докторот на крајот имал и по 40 операции дневно. Почнале да се собираат пациенти со повикување бездомници и различни клиники, кои ќе им дадат списоци на пациенти. Лекарот рекол дека многумина не верувале, оти некој на вистина ќе ги спаси од слепило. Со оглед на огромното количество токсични содржини на социјалните мрежи што ги објавуваат инфлуенсерите, однесувањето на овој јутјубер се издвојува како редок позитивен пример. Еден миг нешто да ти кажа, ова не си ти, знам твоите очи лажат. Кого сониш, дури спиеш, звездимо да те будам, чие име срце криеш и дали јас вечерва те любовта
Noćta kako noć, brza da si zamine. Nijedan sončev zrak nema da ni pomogne. Kako kamen mi se lizgaš, džabe toku, jaste ljubav, nekoj drugo, pa ti imaš ovo željaz. Večerva te guba. Znam kraj od pesna pišuva, znam zidot se izvišuva. Ja branam ljubav ta, ko vojnik na stražan, ako me voliš, nema da ti kažem. Ova ne si ti, ova ne sjaj, stavam točka jaz, neka bide kraj. Од корона пандемијата произлезе барем едно нешто добро, а тоа е што се зголеми бројот на читатели. Она што е уште подобро, што тој број и понатаму продолжува да расте. Затоа ни се види како особено интересна тема. Денес да посетиме книжарницата 3, за да ви го доловиме целиот оној процес како се создава една книга. Разговаравме со сите луѓе кои што се инволвирани во тој процес, од самата идеја, од самата замисла, почнувајќи од тоа која всушност книга да се преведе, да се печати, да излезе од печат, па се до готовиот финален производ. Ајде да внурнеме во овој убав свет на книгата. Книгите ја бришат прашината на душата од секојдневието на животот. Сте размислувале ли за тоа дека кога еднаш ке се роди книга, таа не умира? Книгата живее бесконечно. Токму за бесконечноста на книгата ќе зборуваме во продолжение. А за тоа ни помогнаа вработените во издавачкиот центар 3. Оттаму несебично, ред по ред ни го појаснија целиот пат низ кој поминува една книга, од моментот на идеја се до моментот кога таа се става на полиците во книжарниците, за да биде на дофат до читателите. Првата и клучна алка за една книга да види бел ден е изборот на соодветното дело. Овој важен момент му припаѓа на главниот и одговорен уредник. Да, тој процес не е воопшто едноставен, бидејќи има огромен број на автори кои што сакаат да бидат објавени, например домашни автори, постојано добиваме барања, односно добиваме материјали, ракописи кои што луѓе сакаат да ги прочитаме, сакаат да им одговориме, да им дадеме наше мислење. Меѓутоа тоа е долга и бавна работа и многу често и знае да биде и фрустрирачка за луѓето, бидејќи некогаш ни треба по неколку месеци да ги обработиме сите, да добиеме некакво мислење за книгата и да видиме дали може со конкретните автори да продолжиме понатаму. Од другата страна имаме светска книжна сцена која што будно ја следиме, од која што се трудиме да го извлечеме најдоброто и да ги покриеме оние жанрови кои што и ние сакаме да ги објавиме, пред се белетристиката, популарната психологија, духовноста, книгите за успех, за здравје и така надаму. Дали постои разлика, односно како се прави селектирањето на домашни автори наспроти изборот на странски наслови кои што треба да се преведат? Многу поголема одговорност и многу поголемо знаење и искуство треба да се препознае квалитетот во домашната книга. И тоа е за нас и најголемата работа и најзначајната. И најмногу не прави горди кога сме го направиле вистинскиот избор, кога некоја книга сме ја добиле во ракопис и потоа се претвора во книги и на крајот завршува во многу домови и многу луѓе читаат и постигнува некаков успех. Дали добива награда, дали е преведена понатаму во странство. Тоа е, да речем, најубавата работа и најзначајната која што можеме ние да сработиме. А друга страна, оно што го објавува светот, ние го следиме, ама тоа е веќе изфилтрирано на некој начин. Ние правиме избор на тоа што е веќе избрано. Меѓутоа, предизвика тука е во буквално морето книги што постои, да се изберат тие што се најдобри. И бидејќи сме ние мал пазар, сепак бројот на издадени книги тука е многу помало од што се објавува и во околината и во светот. Затоа изборот е многу повнимателно се врши.
Саздов открива која е тајната да се препознае добра книга. Како се гради истинчен вкус за пишаниот збор. Пред се треба да сакаш работа, пред се треба да ги сакаш книгите, да си читател, да сакаш да откриваш нови работи и се разбира дека како и секоја работа, можеби кога повеќе истакнато моментот на искуство. Треба многу страници прочитано за да се еден ден да може да се каже дека го владеете тоа што го работите или дека имате изграден вкус и на некој начин брзо и многу поедноставно да ги препознавате, да го препознавате квалитетот по книгите, дури со неколку страници прочитани. Откако книгата е лоцирана, потребно е да се обезбедат авторски права. Во оваа издавачка куќа тоа го прави Симона Крстеска. Можам да кажам дека ова е административниот дел од уредничката работа и е неизоставен дел и појдовна точка на некој начин во процесот на објавување на едно дело на мајчин јазик. Ова многу пати е истражувачка работа, затоа што подразбира секојдневна комуникација со многу авторски агенции низ Балканот и низ светот, кои што застапуваат одредени автори нивните дела, и нашата цел во сета таа комуникација и во тоа истражување е да дознаеме конкретна книга која застапува и дали се правата слободни. Најрадосниот момент за мене можам да кажеме дека кога ќе добиеме одговор дека книгата е слободна и ќе склучиме договор за тоа дело, знаејќи дека на тој начин ќе го збогатиме нашиот книжевен свет со уште една магична приказна. Вистина некогаш е предизвик да откриеме каде се наоѓа таа книга, некогаш трае со месеци, некогаш знае да трае и повеќе. Отприлика тие се тие временски рамки, значи по неколку месеци. За македонскиот јазик да обстои онаков каков што е. Изворно, литературно, правописно, точно и коректно. Потребно е лекторското око. Следното скалило кое што треба да го помине книгата е токму тоа. Во продолжение дознаваме каков е процесот на лекторирање на македонски јазик. Од многу фактори зависи. Например, зависи пред се од квалитетот на преводот. Ако е преводот добар, тогаш не бара премногу време во смисла на споредба со оригиналот, па размислување да се најдат некои посоодветни преводни решенија и така. Имаме среќа можеби што соработуваме со добри докажани преведувачи, кои не ми отвараат многу лекторска работа, меѓутоа морам да нагласам дека се поголем број преведувачи, особено меѓу помладите, премногу се поведуваат по особено англискиот оригинал, па често знам да наидам на англиска конструкција на реченица, не само на речникот, користењето на англицизми кои што се само помакедончени, а воопшто не ги сакам и се трудам секогаш да ги сменам. Така што тоа е многу индивидуално, значи од книга до книга зависи. Освен тоа, ако најдам на книга што треба да ја лекторирам од некоја област во која не сум специјалист, да подразбира малку лично надградување, значи морам први малку да се запознам со областа за да знам да утврдам терминологија што се користи, особено ако е кај нас веќе нешто од тоа не премногу познато, значи имам обврска да ја утврдам терминологијата од која што можеби ќе се раководат и следните преведувачи и лектори за да остане така утврдено кај нас. Како реагираат авторите и преведувачите при промените кои ги направил еден лектор? Никогаш не менувам на своја рака, туку секогаш му давам сугестии на авторот, на преведувачот, како би можело тука да се постапи за да добиеме поквалитетен и подобар превод. На почетокот од соработката со некој преведувач или автор, секогаш наидуваме како на мала пречка, да речам, на мала недоверба, меѓутоа понатаму кога ќе сватат дека се работи за заеднички интерес, тие да имаат добра книга како автори или како преведувачи, ние да имаме добра книга како издавачи, секогаш се расположени за соработка и доаѓаме до степен кога ми кажуваат, ги прифаќам сите твои забелешки и коментари, постапи како што мислиш ти дека е правилно. Денес писменоста е на ниско ниво според Златева. И тоа е многу... Тоа ми е болка на душата. Не можам да кажам дека почнуваме да стануваме многу писмени како народ. Се уште знаеме да добиеме ние, например, од некои читатели забелешки, освен пофалбите, ми се допаѓа изборот на литература, книгата, браво што сте ја превели и така натаму, некои
од нив знаат да кажат, ама овој збор, или да прашаат, овој збор македонски ли е? И тоа е толку болно, затоа што тој збор не да е македонски, туку е ептен стар македонски, убав македонски збор, кој што тие не го знаат затоа што го користат англицизмот за него, некој интернационализам и така натаму. Односот со авторите и со преведувачите е сменет во позитивна насока, ми се чини дека повеќе внимание обраќаат сега отколку порано, затоа што гледаат дека не може да се помине така како што тие мислат дека може да се помине, така како што е преведено, демек се разбира, разбирливо е. Не е работата во тоа само да е разбирливо, работата е во тоа да биде пренесено на убав македонски јазик. За судбината на една книга одлучуваат многу луѓе. Силјановска ни ја опиша нејзината работна позиција. Ќе се обидам да ја објаснам оваа позиција преку една метафора, односно кога гледаме едно уметничко дело, ние не обрнуваме внимание на белата боја. Всушност таа е сосема незабележлива, но кога ќе размислиме, всушност белата боја е она која што им ги овозможува нијансите на другите бои. И јас така го разбирам уредувањето како она што ги дава нијансите на текстовите, на книгите, на ракописите. Оваа професија е многу значајна и не би сакала да биде ставана во сенка, бидејќи сите го знаеме Макс Брод и да не беше тој, немаше денеска ние да го знаеме ни Кафка. И е многу разновидна, многу слоевита, значи подразбира комуникација со преведувачите, со авторите, давање идеи што да се објавува. Многу е значајно уредникот да биде и страстен читател, но истовремено да има и писателски инстинкт. Особено интересен дел од работата ми е кога пристигнуваат ракописи од домашни автори, но не објавувани, бидејќи треба да се има баш, така го нареков, инстинкт, да се има чувство, да се знае кога некој дело е вредно или не за објавување. Можно е интересно што ние тука, кога сме во редакција, постојано работиме на различни книги, односно кога Бојан чита една книга, Вики чита друга, јас трета, и е многу интересно како тие ни влијаат врз расположението и сите сме во некое различно расположение во зависност од она што го читаме. И постојано се надополнуваме, се консултираме едни со други. Во моментов читам практични чекори како да се збогатите мисловно и материјално од Наполеон Хил. Во моментов ја чекаме Вики да го чита Хакси, па потоа ќе го читам и тоа, бидејќи особено ми е драго кога работам на класиците. Целата таа едиција безвременски мислам дека во моментов најмногу ме радува кога ја работиме, но баш како што кажав, тоа е постојано кружно движење, секогаш има некоја нова креативна работа, постојано сме во исчекување на мојот мејл, што можам да им го кажам на гледачите, доколку има некој кој што има необјавен ракопис и сака да не контактира, слободно може да ме исконтактира на milena@kniga.mk. Секогаш сте добре дојдени, затоа што ние треба да работиме на домашната уметност, особено ставаме акцент во последно време на тоа. И ги повикувам сите, буквално сите читатели, затоа што верувам дека во секој читател лежи по еден писател. Преку 200.000 страници и над 1200 книги поминале низ негови раце. Во 17 годишно работно искуство со кој може да се гордее Славко Јовановски. По лекторирањето, идната книга е во рацете на техничкиот уредник. Откако ќе го утврдиме форматот на книгата, значи го добивам од лекторот прочитаниот лекториран текст, се внесува во форматот, тоа значи негово средување, први страни, последни страни, средување, правилно делење на слогови, технички, значи да се преломот на, така го нарекуваме прелом, на зборовите правилно, значи подредување наслови, поднаслови, ако има потреба од фотографии низ текстот, зависи од темата на книгата. Значи тоа е средување до кога се заврши книгата, се бара, значи се пушта обично или PDF се прави, даја една проверка да се направи конечна, лекторот или некој од соработниците кои се задолжени за тоа, доаѓа моментот да се побара цип запис од НУП и кога ќе се завршат сите тие процедури, да кажам, се доаѓа до финалниот дел на припрема за печат, каде што ја спремам, значи текстот се спрема, се прави финален PDF, теа денешно време со PDF, порано се вадеше на пауз,
и се праќа во печат. Моментално е квадрантот на протокот на парите. Таа ја спремаме, таа е и најавена на нашата веб страна, така да нашите читатели ќе ја имаат за брзо време. За привлечноста на книгата на прв поглед, значајна улога игра незината визуализација. Во продолжение, ве запознаваме со професијата графички дизајнер во една издавачка куќа, низ призмата на уметницата Ана Ќортошева. Моја задача е да направам некоја визуализација на приказната, која што ќе биде доволно блиска да се долови сензибилитетот на книгата, а да не се открие се она што се случува внатре во действијата. Мојот омилен дел од работата е кога работам со домашни автори, бидејќи подразбира комуникација со авторот и многу поинаку ја доживуваш така целата приказна отколку само кога ја читаш. На што работите во моментот? Во моментот работам на мала книга на стапици од Горан Стефановски и исто така е во процес на создавање планер за моите нови антистрес навики од една наша колешка. Ако го замислиме патот на книгата како еден символ на бесконечност, првиот круг завршува повторно кај главниот и одговорен уредник, кој го има завршниот збор за последните и конечни проверки пред книгата да оди на печат. Најстресната работа сега во нашата дејност е кога книгата ќе биде печатана, кога го гледаме, го разгледаме првиот примерок. Првиот примерок секогаш притисокот е голем бидејќи секогаш си ја бараме грешката. Често има грешка, не постои книга без грешки, меѓутоа основните работи кои што сакаме да ги видиме дека се е во ред со корицата, дека се е во ред со внатрешниот дел, дека не сме направиле некоја крупна грешка. Сега веќе најубавиот мирис. Мирисот на нова книга не облева на секаде. Чувствувате? Од тука книгата треба да си го најде својот дом. А за тоа е задолжен тимот за маркетинг. Мојата обврска, да речеме, тука со целиот маркетинг тим да ги представиме сите книги на најдобар можен начин и да стигнеме до потенцијалните читатели. Значи тоа го правиме, се трудиме да го правиме со тоа што ги следиме сите светски трендови, значи пробуваме да се адаптираме на тоа што е актуелно во моментот во светот, да го представиме на најдобар можен начин тука кај нашите читатели. И секако се соочуваме со предизвик, нели, бидејќи Издавачки центар 3 има широко портфолио на наслови, сепак треба да најдеме начин да се обратиме на секој читател поединечно, бидејќи жанровски нашите книги ги офаќаат сите категории на, да речеме, на издаваштвото. Тука влегуваат, значи, детските изданија, популарната психологија, бизнис, книгите, романите, класиците и сите тие бараат еден свој пристап до својата потенцијална публика и до крајниот читател. Модерното и брзо време, пропратено со технологијата, ни ја донесе и опцијата за дигитална верзија на книга. И покрај тоа што традиционалниот начин на читање се уште доминира. Претежно за новите генерации, читањето преку мобилните уреди станува тренд. Според Саздов, најважно е да се доближи книгата до читателот во било каква форма. Како се доближува книгата до читателите? Јас сум задолжен од кога излезе книгата, веќе кога го имаме финалниот продукт, да биде пласиран на секаде. Значи, претежно надвор од книжарниците, но и за нашите книжарници. Со тимот се грижиме книгите да ги направиме достапни до сите читатели. Значи, почнувајќи од книжарници, маркети, бензински, тобака, буквално на секаде. Имаме голема дистрибутивна мрежа, која што со тимот ја обслужуваме. Сакаме понудата да биде адекватна за секое место посебно. Имаме многу книги, над 100.000 книги за кои што сакаме да се погрижиме да си го најдат своето место. Кое е најголемото задоволство во вашата дејност? Задоволството е тоа што имам шанса да ја следам целата ситуација во низ нашава држава, каде што се бара, која книга се бара, значи има така интересна анализа која што се менува во зависност од местото. Најпосле, последната, но не и помалку важна улога е тоа јавноста да се запознае со информацијата дека омилената книга конечно излегла од печат, или за тоа дека нови свежи наслови се достапни, а воедно и за книжевната едукација на населението. Мојата функција во Издавачки центар 3
е пред се односи со јавност, односно за се она што е ново кај нас, за некоја нова книга, за некој нов настан, задолжена сум да ги известам медиумите со тоа што често гостуваме по телевизија. Тодоровиќ е задолжена и за организација на сите настани, да ги направи впечатливи и поинакви, како би се одвоиле од конкуренцијата. До сега организирала бројни промоции на книги и низа помали книжевни случувања кои се во рамките на саемот на книгата. Бесконечноста на книгата продолжува кога таа ќе се смести на полиците во книжарниците. Постојат посебни трендови и правила за тоа како треба да биде уредена една продавница за книги. Колку изгледот на книжарниците исто навистина ми е интересен предизвик, затоа што тоа пред се подразбира една креативност во начинот на комуницирање на читателите, со читателите преку нашите излози. Така што е следно нешто што подготвуваме е излог за Свети Валентин и навистина одвај чекам да блеснеме сите во црвени срциња. Од каде се добиваат идеи, како се постигнува твојата професија конкретно, односно тоа што го работиш, како се учи тоа? Па тоа се учи, меѓутоа и мораш да го имаш во себе, затоа што се учи да речеме тоа како треба нели да изгледа еден излог, како треба да изгледа една книжарница, како се редат книгите, значи тоа се може да се научи. И сега откако го знаете секој чекор, како залутаните шкртки од некоја фиока стануваат книга, чиј живот не згаснува. Оти книгата е вечна, книгата е бесконечна. За крај ќе ви речам, ако има книга што сакаш да ја прочиташ, но не е се уште напишана, треба да ја напишеш ти. На почетокот од нашата денешна емисија наведов што не треба да се прави во недела, но исто така наведов и некои работи што се дозволени. Исто така не само дозволено, туку и препорачливо во недела да слушаме убава музика. Затоа останете со нашата програма, бидејќи следува Везилка и тоа денес од Сопиште. Ви посакувам убав ден.